Речиси 11 милиони евра обезбеди владата за една од новите мерки за поддршка на еден од стратешките сектори во Македонија, односно секторот кој ги опфаќа претпријатијата што откупуваат, преработуваат или извезуваат земјоделски производи, изјави денеска вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Владата интервенира со оваа нова мерка со која што обезбедуваме средства под исклучително добри услови, какви што немало во овие 20 години, со само 3% камата, за фирмите кои што го вршат откупот на производите или кои што ги преработуваат и извезуваат земјоделските производи, со цел да им помогнеме и на фирмите да се надмине оној ликвидносен проблем од моментот на откуп до моментот на пласман и наплата на побарувањето, а истовремено да им помогнеме и на земјоделците кои што на ваков начин ќе имаат поголема сигурност дека ќе бидат исплатени од страна на истите фирми. Максималниот износ кој ќе може да го добие една фирма е до 300.000 евра, но како што посочи министерот, владата ќе го разгледа нивното барање да се зголеми износот до 500.000 евра за одредени стратешки производи, бидејќи таму барањата и потребите на фирмите и земјоделците се поголеми. Средствата ќе бидат достапни на почетокот на јули, а инспекторатот ќе врши проверка дали се користат за тоа што се наменети и ќе се внимава да се испочитуваат сите услови во договорот. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски задоволен истакна дека владата ги поддржила мерките кои земјоделците ги предлагале. Добивме поддршка за мерките кои што ги предлагаме во делот на земјоделието, тоа се пред се мерките во докапитализација со 10,7 милиони евра на Македонската банка за поддршка на развојот, мерката за легализација на земјоделската механизација, мерката за легализација на објектите кои што се наоѓаат на земјоделски површини и мерката во делот на обезбедување на 150 хектари државно земјоделско земјиште кое што би се дало на плодно уживање на социјално загрозени случаи. Стојмир Тасевска од Стопанската комора на Македонија изрази благодарност што се прифатени нивните барања за обезбедување средства по поволни услови. Првенствено ние ја искажавме нашата благодарност во делот на прифатените наши барања што беа соопштени по рамките на 12 мерки. А тоа е првото барање обезбедување на средства за поддршка на земјоделството со поволни кредитни услови со 3% камата и со поволни услови во делот на исплатата и грејсот период. Марија Митева од Сковин исто така даде поддршка на мерките. Тоа се поволни кредити со 3% камата и со грејс период нели за основни средства 1 година и рок 5 години, а за овие обртни средства значи грејс период 3 месеци и 18 месеци крајен рок. Со тоа и како нас би се олеснало во откупот на грозе со цел да ги испочитуваме и лозарите од кои што ние како зависиме за да можеме понатаму да градиме долгорочни односи со нив. Имено владата на Република Македонија за овие 5 години па досега земјоделците ги има субвенционирано со вкупно 500 милиони евра.